Да се живее во време на короната е тешко, за да биде жена во рурална средина, во време на короната уште е потешко, за да не останеме целосно невидливи и понатаму имаме неколку пораки од нас, жените во рурална средина. Живееме во село, работиме земјоделие, произведуваме храна. А како можеме самите на себе да си помогнеме во условите на короната, но и по завршување на епидемијата, да се здружиме сите и да ги создадеме наш собствен женски пазар, за да си ги продадеме производите, да ги застапуваме нашите потреби пред локалните и националните власти, да ни ги олеснат економските зајакнување и социјалната инклузија во заедниците, да се информираме редовно, ама од проверени и точни извори на медиумите, да ги препознаваме и избегнуваме лажните вести. Короната вирус е мирлива состојба, па да научиме како да ја надминеме истата и да продолжиме да живееме и делуваме во интерес на нас самите, па и на сите останатите локалните заедници. Јас сум Оливера Кузевска, жител на село Пчиња. Последни 25 години се занимавам со рано градинарски култури. Моја порака е коронава вирус, што е пандемија, криза, буквално катастрофа. Значи немаше никакви нити достапни информации, ајде да речам, имаше, мада не можеше да приступи, да појде да исконтактира. Се бевме ограничени со време, со самата работа не ни дозволуваше, што кога ќе појде мора редици чекање, дали да појде на лекар, доматичен лекар, па немаше никакви услуги да може да заврши, имаше проблеми. Жена од село сум. Жител сум на село Пчиња. Време на коронавирус. Ако ме запрашате дали нешто ми се сменило во животот за време на оваа ново настаната ситуација, исто како и вие, така и јас имам своја приказна. Во оваа видео порака сакам да пратам апел за две работи. За краткорочни постапки, кои може би го олесниле животот на жената во оваа ситуација, и краткорочни постапки кои би се реализирале во иднината со цел селото да не замре. Мојата прва ставка е дека жената има огромна потреба од краткорочни материјални поддршки во овој момент. Исто така, детето од село, како и секое дете, и тоа во овој момент има потреба од материјална поддршка, за да не западне во потешка ситуација. Кога станува збор за долгорочните потреби, тогаш нека помине сето ова. Нека помине
И ајде да направиме вистински концепт за тоа што и недостасува на жената од село. Ќе зборувам за моето село. Немам вода за пиење. Немам канализација. Ми недостасуваат многу сегменти во инфраструктурното уредување. Исто така, жената подбитно има потреба од економска независност. Верувајте дека постојат жени кои никогаш во сферата на материјалното ниту донесувале одлуки, ниту имале можност нешто да си приушти. Жената од село има потреба од едукација. Но каква едукација? Таа мора да биде субвенционирана, зашто во спротивно таа нема да излезе од дома. Значи, субвенционирањето на едукацијата на жената од село ќе допринесе таа да слушне многу работи и да почне да ги менува навики, да слушне какви се права и можности има таа. Ве поздравувам сите, ви посакувам добро здравје, а на жената од село во иднина ви посакувам голем успех и напред.